Дали знаете дека најдобриот опиум по квалитет е македонскиот, дури со 14 морфиски единици? И не е случајно, уште во средновековието, македонските полиња биле полни со афионот, кој највештите трговци со чунови преку Вардар го испраќале за Солун, а оттаму ширум светот. Вториот по квалитет е пакистанскиот морфиум со 7 морфиски единици, а по него следуваат со помали разлики останатите. Колумбискиот, например, има околу 3,5 морфиски единици. Има и такви што дури името Македонија го поврзуваат со името Мак, односно макот или афионот, заради неговото големо присуство во македонските полиња. Во 1936 година во Македонија беше отворена првата фабрика за преработка на суров опиум. Дури и во грбот на Македонија, меѓу символично прикажаните најрепрезентативни природни богатства на земјата, меѓу житното класие и листовите од тутун, се наоѓа афионот. Дали знаете од каде потекнува Мустафа Кемал Ататурк, основачот и првиот председател на модерна Република Турција? Тој е роден во Солун на 12. март 1881 година. Татко му бил член на месниот орган за зачувување на општествениот ред и сигурност и секретар на месните доброволни организации, инаку по професија трговец. Ататурк учел воено училиште во родниот град, а потоа во 1895 година запишува и завршува воена академија во Битола. Во 1994 во Битолскиот музеј на простор од 40 метри квадратни, со постоечките материјали обогатени со одредени предметни копии, сместени во две прикладни витрини и спомен биста за Кемал Ататурк е отворена соба на Кемал Ататурк. Во 1998 година се адаптира простор од околу 120 метри квадратни во денешната музејска поставка. Инаку во селото Коджаджик, во центар Жупа, се гради куќа иста како она во која што живеело семејството од кое потекнува Кемал Ататурк.